Катастрофална е ситуацијата на земјоделците и сточарите поради неисплатените субвенции, потенцираа денеска од Асоцијацијата на земјоделци. Згорана Сетија тврдат оти доцнати пријавите на новите субвенции за следната година. Како што велат оттаму, пријавите требале да бидат достапни уште во средината на мај, но како што додаваат, се уште нема ништо. Стадата се намалуваат, тоа е више факт, меѓутоа ќе видиме, ситуацијата е многу лоша, субвенциите доцнат и че голем проблем више има во земјоделието. Баш ка Министерството за земјоделие сега во последно време почна да речеме имаме и други проблеми. Имаме да речеме околу доделување на земјоделско земјиште, имаме 5-6 договора да речеме конкретно во Штип. Дечките не беа уведени во владење затоа што на површините има по 20 години узурпатори. Доколку немаат исплата на субвенциите и незадоволителна откупна цена на житариците, од Асоцијацијата велат дека земјоделците се решени дури за протест. Како што велат, никоја можност не е исклучена. Ништо не е исклучено, никоја можност не е исклучена. Чекаме да видиме што ќе се договориме на првиот состанок што ќе биде свикан, меѓутоа уште на повидок нема ништо. Па не знаеме, ние преко вас, преко новинарите, кажуваме дека е време, дури е касно. Тоа требаше и пред месец дена да има такви состаноци, да видиме, да ги усогласуваме цените, меѓутоа се уште нема ништо. Баш како касне пријавувањето за нови субвенции за следната година, требаше до 15 мај да бидат завршени, а више сме 1 јуни, се уште не е започнато пријавување на субвенции. Инаку во следниот период започнува жетвата на јачменот и пченицата, а во Вчеполскиот регион, според информациите на Асоцијацијата, се очекуваат околу 2,5 тони на хектар. Според нив, временските услови се одраз за оваа ситуација.